Денешното видео го посветам на една тема која е актуелна во коментарите долу, а тоа е како функционира здравствениот систем во Австралија, односно дали се наплаќаат здравствените услуги во државата. Од друга страна, читам голем број на коментари на социјалните мрежи како наводно здравствените услуги се апсолутно бесплатни во оваа држава. Дали е стварно така? Останете со мене во наредните минути. Се надевам дека ќе ви одговорам на ова прашање, а и се надевам дека ќе извлечите било каква некоја друга информација која може да ве заинтересира во врска со оваа тема. За сите вас кои сте првпат на овој канал, јас сум Радко и аплодирам видеа од австралиското секојдневие, поврзано со нашинците кои живеат овде на овој далечен континент или просто кажано имигрантски стил на живот. Во овој видео ќе ви објаснам како функционира здравствениот систем во Австралија, што значи Medicare, што значи bulk billing, дали ти треба приватно осигурање и што ако немаш ни едно ни друго. Така да ви препорачувам да го гледате видеото до крај, пошто може да ви заштеди ем пари, ем нерви. Започнеме со Medicare. Medicare е државната здравствена програма на Австралија и луѓето кои се дел од оваа програма поседуваат, по наше кажано, здравствена книжка која е во облик на кредитна карта. И ако си постојан жител или имаш одредена виза, имаш право на тоа Medicare. Ова е здравствената книжка, клучот на здравството во Австралија, така наречена Medicare, и во повеќето од случаите ќе ви ја побарат не, али мора да се знае многу битно дека ова здравствена книжка не покрива се во Австралија. Со оваа картичка можеш да одиш на доктор и да не платиш ништо под услов ако докторот нуди така наречен bulk billing. Тоа значи дека државата директно му плаќа на докторот за вашиот преглед. Bulk billing или по наше македонски кажано, значи не плаќате од джеп, односно здравствениот фонд плаќа за прегледот. Мора да бидете многу внимателни и да прашате дали таа здравствена установа доставува така наречено bulk billing. Пак ќе кажам, не плаќате од джеп, пошто можат да бидат две болници една до друга, едната да го покрива тој здравствен фонд, а наредната може слободно да болесни од джепот неколку стотки за еден обичен преглед. Картичката ја покажуваш секогаш кога одиш на доктор, али вистината е дека само затоа што имаш таа австралиска здравствена книжка не значи дека се ќе ти биде бесплатно. Тука во Австралија докторите се делат на два типа. Bulk billing, што значи дека државата му плаќа директно за вашиот преглед и вие не плаќате ништо. И private billing, ти плаќаш од джеп, а понекогаш можеш да вратиш нешто преку фондот за здравство или така наречениот Medicare. Најчесто фамилиарните доктори овде сите ја нудат ова услуга, али во поретки случаи постојат многу добри општи лекари кои не нудат bulk billing, нарочито во поголемите градови како Сиднеј, Мелбурн, Брисбен, што значи дека за секој преглед отплика ви наплаќаат по $100, па после ви враќаат некоја символична сума од $20-30 назад, се тоа преку тој здравствен систем Medicare и остатокот оди во нивниот джеп. Сега се постава прашањето како да најдете тој семен доктор или ГП. Во Австралија не одиш директно кај специјалист, прво мораш да одиш кај ГП, тоа ти е нешто како општ или семен доктор, без негово упатство не можеш кај специјалист. Една од првите работи што треба да ги направите, треба да се најде еден добар лекар, или подешно кажано ГП, еден општ лекар кој ќе се грижи за вашето здравје и за здравјето на вашата фамилија. Сега, дали се сите добри во Австралија, то не знам. Ќе треба да направите едно добро истражување, ако треба и пробно, пробајте првен, зборајте пред да седните за, не дај Боже, да разговарате за некој сериозен здравствен проблем. За луѓето кои јазикот му е проблем, во Австралија има голем број на лекари кои исто така зборуваат и македонски јазик, така да воопшто не е тешко да се најде, али мора да се осигурате дека лекарот кој ќе го изберете правиот за вас. Прво најдете општ лекар кој нуди bulk billing и прашајте дали прима нови пациенти. Општиот лекар ќе ве прегледа, ќе ви даде мислење и ако смета дека треба ќе ви напиши упат. Значи, без тој упат не можете да закажете специјалист. Обично се чека месец, 2-3, зависи во која населба живеете и колку е баран тој доктор. Ако си нов во земјата, на студентска, туристичка или привремена работна виза,
нема да имаш Medicare, што значи дека плаќаш приватно за секој преглед, затоа внимавајте. Секој преглед се наплаќа. Затоа пред да дојдете, мој совет е да имате барем какво такво патничко или некое привремено здравствено осигурање. Доколку сте на туристичка виза или било која друга привремена виза овде во Австралија, значи освен ако не сте државјанин, ќе морате да бидите внимателни доколку посетувате преглед, значи првен распрашајте се колку коштува, сега не дај Боже ако е нешто итно, али првен распрашајте се нормално ако не итно колку ќе ве кошта прегледот, пошто секој преглед без таја Medicare картичка може да ве кошта како да сте на приватна клиника. Ако имаш австралиска здравствена картичка, во државна болница нема ништо апсолутно да платиш, али негативната страна е дека се чека. Во државните болници во Австралија ќе ве примат, али проблемот е што има многу чекање. За разлика од државните, во приватните болници исто така ќе ве примат за 15 минути, али проблемот е што овде ќе ви достават секако вид услуга, али можно е да излезете со дупка во джепот доколку немате приватно осигурање. За операции некогаш се чека со месеци, јавните болници се генерално добри, имаат одлични доктори, но ако не си итен случај, како што веќе спомнав, ќе чекаш. Една обична операција може да ти ја закажат за 6 месеци, за некој покомплициран третман или снимка, исто така, значи се тоа е бесплатно, али има многу чекање. Заради оваа причина, голем дел од луѓето земат приватно здравствено осигурање. Во приватна болница се плаќа или преку тоа приватно осигурање или од свој джеп. Цените во приватните болници во Австралија морам да спомнам дека се астрономски, нешто слично како престој во хотел со 5 звезди. Само за еден пример, една ноќ во приватна болница без осигурање може да ве кошта минимум 2-3 австралиски долари и да не зборувам со операции кои почнуваат од 10-20 илјади па и нагоре. Сега се поставува прашањето за приватното здравствено осигурање во Австралија дали воопшто вреди. Како што веќе спомнав, не е ефтино, али кога ќе се најдеш во ситуација, мислам дека вреди. Покрива дел од стоматологија и можеш да одиш во приватна болница без да чекаш. Ако имате семејство, размислете добро, на сите нас, а нарочито на децата, им е потребен стоматолог. Генерално земено, приватното осигурање покрива две работи: престој и третман во приватна болница и додатоци како стоматолог, али морам да кажам не е ова целосно, дел од стоматолошките трошоци, после физио и некои други работи. Ако си постојан жител или на одредена виза, децата ги покрива Medicare, значи тука спаѓа државните програми за школска стоматологија и имунизација, исто така проверка на слух и вид. Сега за децата има голем број на услуги во Австралија кои не се плаќат. Јас не знаев за голем број од нив. Има дел од стоматологија кој ги покрива здравствениот фонд. Јас, како што кажав, не знаев за нив и дознав веќе од кога платив. Сега не ме фаќате на збор, може да биде на година или на две, кое е релативно доволно за децата, затоа пред да одите на стоматолог со мали деца, информирајте се добро. Аптеките во Австралија се скапи ако го немаш тоа Medicare, значи се сведува на таа Medicare картичка. Скоро се е покриено преку државната така наречена PBS шема, што значи Pharmaceutical Benefits Scheme. Некој лек може да кошта негде 3 символични 3, 4, 5 долари или 20 и 30 наместо 200, што значи дека разликата ја покрива претходно спомнатата национална фармацевтска шема. Мора да се спомни дека има и такви кои не се покриени, така да не е надмет да го прашате фармацевтот дали лекот кој го барате е PBS субвенциониран. И на крајот само една кратка порака до сите вас кои имате желба и имате нешто да споделите како имигрантска приказна или животна сторија или во најмала рака сакате да пренесите информација или порака до македонската земјица или до македонците воопшто, слободно контактирајте ме на мојата мејл адреса ratkotrajkovski@icloud.com која може да биде најдена во описот на ова видео. Ако ви беше корисно ова видео, споделете го со некој кој мислите дека му е потребно, или ако гледате во Австралија, напишете во коментар за вашето мислење околу здравствениот систем од државата или за вашето приватно здравствено осигурање, се разбира доколку го имате. И за крај, во Австралија ништо не е бесплатно, али ако само знаеш како функционира системот, колку толку можете да си го лесните животот. Се гледаме во наредното видео, беше Австралиски живот, јас сум Радко, поздрав.